Почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство Игор Герасов. Господине Герасов, по социјално-економскиот совет во владата беше соопштено дека се работи на антикризни мерки за стопанството. Што вие како синдикат конкретно побаравте од владата? Како синдикат, конкретно Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија, испорачавме барања да може владата во овој тежок период да ги субвенционира оние наши компании кои се најмногу погодени од енергетската криза. Беше кажано дека ќе се одржи уште еден состанок наредната среда, па во текст сме во исчекување за овие, веќе да кажам, 6 дена, да видиме какви мерки може да преземе владата заедно со нас, да се подпомогнат овие компании да го преживеат овој енергетски колапс, да кажам. Дали добивте некакво уверение дека компаниите кои што се на слободниот пазар на струја ќе добијат цени на струја пониска од берзанската со цел да опстојат и да не отпуштаат работници? Значи, овие компании што не се на регулираниот пазар до 31 декември ќе останат на слободниот пазар, а од 31 декември, односно од 1 јануар 2023 година, ќе се размислува што понатаму. Можам да кажам дека овие компании се големи потрошувачи на енергија, што значи дека и субвенционирањето и барањето на струја на слободен пазар во овие тешки моменти ќе оди тешко. Значи владата ќе обезбеди субвенции за овие компании до 31 декември ако останат на слободниот пазар за да добијат некаква пониска цена на струјата? Не. Мислам не. Бидејќи до 31 декември они се на слободен пазар и не можам да кажам пред време бидејќи најверојатно за 6 дена ќе ги знаеме точните податоци. Премиерот Димитар Ковачевски по средбата на Советот истакна дека се обезбедуваат и мерки за помош на компаниите преку Развојна банка, кои ќе овозможат ликвидност за компаниите и полесно пребродување на кризата во месеците кои следат. Што конкретно тоа би значило за компаниите? Па тука не би можел многу да кажам во овој контекст, бидејќи ние како синдикат повеќе во овој период сме ангажирани за зачувување на работните места на нашите членови, а секако доколку компаниите имаат потреба од овие кредити, доколку имаат побарување, односно и доколку можат да ги издржат тие барања, односно тие кредити да ги земат да ја пребродат кризата, секако ние како синдикат, доколку не прашаат нас, ќе ги поддржиме тие мерки, но пак да кажам, ние повеќе го гледаме социјалниот аспект за нашите вработени и мислиме дека треба да се насочиме кон тоа. Колку компании во моментов се загрозени и колку работници? Во моментот на принуден одмор се две компании од нашиот сектор, онаму каде што сме ние синдикално застапени, тоа е Евроникел Индустри со околу 850 вработени и рудникот за бакар и злато Боров дол Бучим Радовиш. Таму се некаде околу 730 вработени, што значи околу 1500 вработени се конкретно на 70%, што не значи дека им се загрозени работните места. Тоа законот го дозволува и компаниите во овој тежок период ги пратија работниците на принуден одмор. Значи Евроникел се до 15 декември на принуден одмор, додека Боров дол до 1 декември. За колкави сметки станува збор конкретно еве на овие компании во однос на минатото? Дали имате некаква информација? Да, значи најинтересен податок и најголема цифра за сметка на струја е секако Евроникел компани. За ваша информација и за информација на гледачите дека со оваа цена на струја, доколку Евроникел работи во полн капацитет, на само за еден час би трошело околу 40.000 евра. Од страна на менеджментот и на сите претпоставени во компанијата беше кажано на состанокот кој го имавме дека тоа е економско неисплатливо. Они до пред 5 дена ја одржува печката на топло грејење,
од пред 5 дена печката е изгасена, така да кога ќе се створат услови, се надеваме дека ќе се рестартира таа печка и ќе продолжат да работат со полн капацитет. Дали сите работници кои што се пратени на принуден одмор ја земаат платата од 70% која што им следува? Да, значи ние во тој аспект сме сигурни ја земаат таа плата и бидејќи имаме во тие компании потпишано колективни договори што имаме наши загарантирани права и од страна на работодавач што се почитуваат во целост, така да немаме проблем околу тој аспект. Според колективните договори кои што ги имаат работниците, за колкава сума конкретно станува збор? Значи, работниците кои се упатени на принуден одмор, 70% од неговата просечна плата во изминатите 12 месеци. Што мислиме дека тоа е еден добар бенефит за нашите членови. Никој не го посакува тоа или таа мерка што е пропишана и со закон и со колективен договор, но сепак еве постојат и вакви кризни периоди и нашите работници се заштитени од тој аспект максимално како што пропишува и колективниот договор и законот за работни односи. Воедно сакам и да упатам апел. Еве ова е еден добар поттик или добро правило за оние вработени каде што не се синдикално организирани, да се организираат, да пристапат до нашите синдикални организации и да можеме ние како синдикат еве на индустрија, енергетика и рударство конкретно и во другите гранки, за да можеме да ги заштитиме тие работници, да ги организираме синдикално и да можат да ги уживаат правата што се пропишани со колективен договор, што од наше искуство конкретно на терен, онаму каде што немаат синдикат компаниите, односно работниците во тие компании, таму тие секако не добиваат 70% од нивната просечна плата, работодавецот ги користи максимално неговите позиции што ги има и едноставно работниците добиваат отказ без отказен рок и што мислиме дека не е добро конкретно за работникот во нашата држава. Уште еднаш ќе кажам апел, упатувам сите компании, односно сите вработени да се организираат синдикално за да може да бидат заштитени баш токму во овие кризни периоди и тешки времиња. Има ли такви случаи на работници кои добиле отказ за време на енергетската криза, а кои не се колективно организирани? Па да, на нашата апликација, електронска апликација на ССМ, на Сојузот на синдикати на Македонија, секојдневно пристигнуваат анонимни пријави од вработени во компании каде што им се прекрашуваат тие права и едноставно им се откажуваат договорите без отказен рок и без да кажам некоја доволна причина и слободно можам да кажам дека им се прекрашуваат работничките права во тој дел. Имате ли некаква бројка за колку работници станува збор? Моментално немаме пресек на бројка, бидејќи секојдневно стигаат, ние квартално ги правиме пресек, моментално не располагаме со точна бројка, ама верувате дека има доста голем број најавување. Со оглед на фактот дека рековте дека компаниите ќе останат на слободниот пазар на струја до 31 декември, колку други компании имаат опасност да стават клуч на врата доколку не се најде решение за високата цена на струјата? Па видете, енергетскиот сектор и металната индустрија и рударството е голем сектор во нашата држава. Тука спаѓаат, може ќе изоставам некој, но тука се фабриките, односно бивша железарница, тоа е топла валавница Макстил, они се голем потрошувач на енергија, ладна валавница Liberty Steel и они се исто така голем потрошувач на енергија, рудникот Саса и они се потрошувач, но кај нив ситуацијата во разговор со менаџментот дека они имаат обезбедено струја и за наредната година по некоја прифатлива цена. Тука се исто така и помалите индустријски капацитети
тука е Ваптек, Раде, Ваптек металски завод Ито, Раде Кончар, значи сите тие компании, големи гиганти да кажам, се неопходна им енергијата за да може да работат. Ако прашувате за точен број на работници колку се загрозени, доколку би се десило она што него посакуваме да се деси, мислам дека станува бројка негде за 7 до 9.000 вработени директно инволвирани на тие работни места. Колку овие фирми учествуваат во бруто домашниот производ на земјата? Овие компании, зборуваме за секторот индустрија, енергетика и рударство, според нашите податоци во изминатиот период учествуваат, зависи секоја година различно, од 10 до 15% во бруто националниот доход на Македонија. Практично се работи за фирми кои што се меѓу најуспешните во земјата и пред енергетската криза оствариле големи добивки. Го спомнавте рудникот Саса кој што си обезбедил струја и за наредната година. Зошто тоа не го направиле и другите компании? Не можам со сигурност да кажам, бидејќи пак тоа да не се повторуваме одлука на менаџментот, никој не се надеваше дека ќе имаме и воена криза во соседството, во подалечното соседство. Компаниите, слободно можам да кажам, јануари, февруари и март оваа година има поволна цена на струјата и може непредлив фактор дека се случи војната во Украина и никој не се надеваше на тоа. Сега имаме нова ситуација и затоа и ние сме тука како социјални партнери, како синдикати и даваме учество во тој контекст, бидејќи сега имаме ново настаната ситуација и мораме сите заедно да се здружиме и ние како синдикати и влада на Македонија и работодавачите. Не бараме, односно нормално е дека работодавачите и менаџментот не бара профит во овие денови и наредни месеци. Тука сме сите за да ја пребродиме кризата, односно да немаме непосакувани, да не кажам и отпуштање на работници. Тоа не ќе ни да го помислам како синдикалец, но мислам дека овие компании се стабилни, сигурни, силни и мислам дека ќе се преброди оваа криза. Владата, како што соопштивте, најави дека наредната недела ќе ги каже мерките за стопанството. Се доцнили со мерките имајќи предвид дека енергетската криза се најавуваше подолго време? Може и да се задоцнети, може и не, доколку во наредната среда се објават мерките. Веќе за овие компании, бидејќи се застанати со производство, за нив секако е задоцнето. Овие другиве компании што се загрозени во наредниот период, нивните генерални ремонти ги имаат поместено еден месец понапред, така да уште пливаат, се снаоѓаат, се борат и мислиме дека доколку наредната среда се објават овие мерки, мислиме дека ќе даде бенефит за стопанството. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.